Источниот плански регион на 24 мај во Македонска Каменица го одржа својот промотивен ден, на кој пред каменичани се представија сите општини. Промоцијата не случајно се вклопи во празнувањето на Свети Кирил и Методи, бидејќи тој ден е празник на општината. Градоначалниците на општините од регионот и оваа прилика ја искористија да разменат идеи и искуства за продолжување на развојните активности. Општина Македонска Каменица, согласно активностите на Источниот плански регион, го определи 24 мај празникот Свети Кирил и Методи како промотивен ден на Источниот плански регион во општина Македонска Каменица. По тој повод денес имавме промоција на сите 11 општини од нашиот плански регион. Имавме богата културно-уметничка програма. Беше владиката Иларион, како и многобројни градоначалници. Ја проследивме културно-уметничката програма, а денес вечер ќе заврши со еден концерт на македонските поп звезди и гостин на вечерта ќе биде на македонската поп звезда Владо Јаневски. Инаку овој празник во минатото бил во општина Македонска Каменица како се нареден собир и од тие причини ние се определивме повторно да го заживееме и повторно да имаме разноразни културно-уметнички активности по тој повод. Денешната прослава ја спроведовме на градскиот плоштад, кој што го изработивме, кој што беше изграден минатата година, беше пуштен во употреба на 28 август, но еве со оваа пролетна сезона, со зеленилото, со амбиентот, со преубавата фонтана дава еден белек на современо и урбано место за живење. Председателот на Источниот плански регион Радко Димитровски укажа на ефектите од ваквото заедничко дејствување, додавајќи: Денеска е 4 или 5 настап, како сме во Македонска Каменица, каде што се представуваме сите општини пред граѓаните на Македонска Каменица. Мислам дека таквата пракса е далеку подобра од колку она што го имавме пред тоа, да се представуваме на едно место во државата и на овој начин ние се зближуваме меѓу себе. Сакаме да ги потенцираме особеностите на Источниот плански регион, дека е еден од најсиромашните, дека се залагаме да се посвети повеќе внимание на рамномерниот регионален развој и дека на тој начин ние ќе си помогнеме да ги разрешиме најважните прашања. Тоа е невработеноста, односно преку невработеноста да нашите најмлади ги напуштаат своите родни огништа, односно го напуштаат овој регион. Очекувам да и наредните презентации кои што ќе бидат во другите општини од нашиот регион ќе бидат исто така со мощен добар квалитет и дека ќе ја постигнеме главната цел да се представиме самите пред себе. Договорено е во иднина токму на Свети Кирил и Методи Каменица да биде домаќин на промотивниот ден на Источниот плански